Драги мои, добро вечер и добре дојдовте уште едно издание на Јаде Бурек. Вечерва емисијата ја посветуваме исклучиво, значи овој дел сега е вовед за она што ќе го гледате утре вечер, го снимам во живо, некои 10 минути и нема да се однесува на вечерашнава емисија. Океј, драги мои, вечерашнава емисија ќе биде посветена на јубилеот 250 години од создавањето на армијата на Соединетите Американски држави. 250 години како е формирана и по тој повод Доналд Трамп реши да направи една свечена парада. Искрено, парадата ќе изгледате и треба да изгледате и треба да направите споредба со она што се прави во Полска, во другите европски земји кога има воени паради, како и со она најголемата во светот во Русија, со која се обележува победата над фашизмот. Она што е најбитно на самиот почеток од парадата, иако ова подејствијата е на крајот, ние снимката ви овозможивме првин да ја слушнете за говорот и заклетвата на војската кон председателот на Соединетите Американски држави. Тука се некои клучни моменти. Знаете дека се игра голема игра за демонтажа на Соединетите Американски држави или нивно реструктурирање во стилот на Советскиот сојуз, но попрво како распадот на Советскиот сојуз, каде најверојатно дека главната движечка сила ќе бидат Тексас, Флорида, Алабама, а останатото ќе биде, предпоставуваме, под некаква си гувернерска функција на останатите земји, како што, не знам, Мексико тврди дека е нивна Калифорнија и слично. Никогаш нема да го добијат, а ова е големата порака со која демократите си играа мајтап и дрндупки, дека унитарноста на Соединетите Американски држави ќе продолжи. Кина се заканува дека многу империи пропаднале. И тоа сведоци сме живи, како што беше Советскиот сојуз, нели, Источниот блок и други империи, и дека ќе, нели, Римската империја, но дека ќе ја преживееме и светот ќе продолжи да живее и без Америка. Дека Америка неминовно иде кон пропаст. Две работи водат кон пропаст, драги мои. Социјалдемократија, поточно социјализам во ведување, а не либерален капитализам, кој го изгради целиот овој прогресивен запад. Америка е се уште многу капиталистичка, многу либертаријанска и затоа обстанува на сите овие структури. За жал, големите компании натаму сакаат да бидат под протекционизам на државата, со тоа да си се заштитат сами себе и да се уништува конкуренцијата. Нема полошо за една земја, нема поголемо уназадување кога државата дава протекција за пивара, за стаклара, за кожара, за овој, за оној, за Apple, затоа што не се остава простор да се развие некој нов, со нова идеја, да има турмоил на пазарот. Тоа се клучните работи, што значи прогрес во една земја. Дори еднопартиска Кина, имаш потполна слобода да развиеш нов систем на мобилна телефонија, 6G, ваков, таков, интернет и така натаму, автомобил каков што ти сакаш, а не државата што ти каже како порано. И затоа Кина, бидејќи го дозволи либертаријанскиот пристап на пазарот, значи не договорно, туку пазарно општество со пазарни карактеристики кои нема да дозволат едноставно монопол. Во Југославија ние имавме прекрасни компании, не знам, тоа било Тетекс или Отекс или не знам, тоа било Инса или Застава или таково со Еврокрем и што ти ја знам. Знаете што, се е тоа убаво,
ама после некое време инвентивноста опаѓа. Зошто? Заштитено од држава, плати има, ако нема за плата не им иде година, државата ќе пушти за социјален мир и креативните решенија опаѓаат. Таму кај што има конкуренција, кај што има 100 милиони разни видови на разни производи, кај што ти како потрошувач бираш, таму е прогресот. Каде е сега прогресот? Отворете тему. Отворете тему и видете што имате облека да купите. Да аздицаш за ситни пари да куп за 1000-2000 денари вреќи облека да купиш која и сигурно нема да ти треба се, ама ти имаш право на избор. Ово види, па дури нема ни да запамтиш. И сите тие 20-30 парчиња се од 20-30 различни производители. Кој знае кој ќе опстане? Или имаш, не знам, разноразни подкаст микрофони. 100 фирми барем преброј. Или миксерчиња со микрофони. Исто за 1000 денари сме. Да не зборам рачни сати, да не зборам разноразни. Буквално го разгледувам тему само да видам што мене не ми текнало. Значи, обично, знаете како, кога идеме во маркет, ние имаме визија. Ми треба леп, млеко, јогурт, месо и тоа е. Ама кога ќе отидеш на изборон, вау. А така беше порано у социјализмот, се знаеше. Кога ќе влезеш у маркет, имаш еден рафт со конзерви и крстаици, грашак и така натаму, еден рафт имаш со ова, друг рафт со тоа и толку беше. Толку беше. Една тоалетна хартија, еден вид, еден прашок, 2 прашока за перење, факс, хелизим и охис. Шо ќе ти е поише? Леле, златно време. Ама зато и пропадна. Затоа пропаѓа. Значи, Америка, за да излезе од дното, бидејќи во овој момент, прв пат во историјата последниве, да речеме 100 години, е на второ место како економија. Кина за 20 години ја претрка Америка. За 20 години. Значи, Кина, се она што Америка го прави, го направи 100 пати поевтино и го мултиплицираше милион пати. Креативноста е неверојатна. Отварите тему само да видите што све им текнува. Побарите, например, сијалички за во двор. Let stripes for garden. Не се догледува. Значи, не знае што е попрактично. Има тука многу неквалитет. Ама има и квалитет. А и помина времето на апсолутен неквалитет, кога кинезите сватија дека ако лаже, дека ќе го отфикари, не може да продаде. И се трудат за што е можно помалце пари, што е подобар квалитет. Зато и тему растура. Ја не знам човек, ја не знам куќа и фамилија, а да не порачала нешто од тему. И никој не се преложа. Бесплатна достава, цените се тие, не се малтретирате по царини, затоа што има лимит кој си го направиле и тоа си функционира. Америка ќе обстане ако успее да го врати производството на свој терен, иако за сега капитализмот е многу жилав, знае да се приспособи. И еве да ви кажам дека, например, CD-ата на времето, главните пари која ги збираше Тајван, кој е Кина во суштина, копирајтот за CD-то мораше да му го плати на Philips. Зошто? Затоа што пронајдокот CD или DVD, тој формат, е на Philips. И кога рекоа, им отидоа негде крај на 90-ти години, во Тајван им стигна допис од Philips, вика, пошто ги извадивте бројките дека сте произвеле 3 милиарди CD-а сте отпечатиле празни за снимање. Според копирајт правата, должни сте толку и толку милиони, стотици милиони долари. И овие им одговарат, вечерта,
Black Hawk специјалци со хеликоптери, Black Hawk без ознаки, специјалци без ознаки, им влегуваат. Значи, филмска акција, дури ни филм не е снимен за ова, ги киднапираат, се појавуваат на суд во Холандија, каде што ги осудуваат и нормално си ја плаќаат казната и тоа беше порака до сите и сите си ги платија тантиемите. Но дали се обстанува? Холандија тоне полека. Во овој момент она го држи па, например, монополот на пазарот за производство на микрочипови. Зошто? Не произведува на микрочипови, но произведува машини за производство на микрочипови. Тоа е врвот на технологијата која дури ни Кина не е достигнато. Имено, знаете, кога се прави процесор, процесорот е она мало, во кој има милиарди транзистори, кои процесираат, нели? Тоа е во компјутер, тоа е во мобилен, тоа е во сеето. Сега да го произведеш треба да е што е во телевизор го има, во буквално секој смарт уред е микропроцесор. За да го произведеш потребна е така наречена литографија. Литографија тоа е бомбардирање со светлосни честички да направи некаква шара, па на таа шара се става нова вафла, тоа како вафли иде, иако е многу тенко, тоа е неверојатно сличен. И сега што направија Запад? Запад, реко, една машина кошта околу 2 до 3 милиарди долари, што, например, за Кина кола вода, дајте ми 10. Но Америка инсистираше да се забрани продажба на машина за микрочипови на Кина. Да, тоа ја забави Кина. Но Кина затоа, нели, за да ја запрат напредокот на Кина, да земат здив Западот, но Западот не успеа да го искористи тој тайм-аут. Кина инвестираше, ако до тогаш инвестирала 100 милиона во литографија, сега годишно инвестира 100 милиарди. Значи, кај да е тоа врвно производство и тој научен дострел, што се уште го нема никој достигнато, освен една компанија во Холандија, е прашање на време кога и тоа ќе падне. Кога ќе паднат микропроцесорите, кога ќе завладее друг, а не Америка, не Запад, тогаш и војната состојба ќе се измени. Бидејќи имаме сега, нели, војна. Иран, Израел, ракетите, прецизност на ракетите. Зошто израелците се многу попрецизни од иранците? Затоа што имаат понапредни чипови. Она што е во врвот на ракетата, тој процесор кој добива податоци, мери дали е на метар или милиметар од зидот, дали ќе го упали, дали ќе го тригер ќе направи на запалката на полнењето на ракетата, ќе направи 0,005 секунди од како ќе удри во бетонот или 0,0006 секунди ќе. И тоа прави огромна, невидена разлика. Проблемот е што тој код го пробија русите со орешникот. Орешникот, кога ќе го видите, орешникот и не знаеш дали експлодирал или само се збрцал. Така што, тоа е таа трка. Здивот го губи Америка во потрошувачка во роба за широка потрошувачка. Значи, потребно е Америка да произведува светски автомобили. Ја има само Тесла. Никој друг не купува ни Dodge, ни Chrysler, ништо. Едно време беа и моторолите добри телефони, ама не се. iPhone-от е врвот. Тоа е и во цел свет. Но не е американски производ. That's the fucking problem. Се произведува сегде, само не во Америка. Има најави дека ќе се врати. Ама дур да се врати, светот ќе биде очигледно засиден и од iPhone, и од Android, и од мобилни телефони, и ќе дојде некоја нова револуција. 250 години од формирањето на американската војска, која начело со Џорџ Вашингтон им се спротистави на британците, на црвените мундири,
или црвените шинели е историски момент за една од најсовремените и најголемите армии во историјата на цивилизациите. Американската војска има буџет поголем од што сите земји заедно. Значи, пазете, не зборам на памет, туку факти. Буџетот на Америка воен е поголем од што буџетот на Кина, Индија, Русија, Бразил, Пакистан, Макистан, Европа, све заедно да ги собереш, немаат толку. Нивната воена надмоќ сега за сега се купува со задолжување. Доналд Трамп се обидува да направи нешто. Оваа несреќна или среќна, како сакате перцепирајте, не може да се спореди со руската, да речам, со руската парада. Русите вежбаат цела година и ја изведуваат секоја година. Ова е прв пат после многу децени. Не се ни памти кога последен пат американската војска извршила парада. Но битен е да го слушнете говорот на Трамп, пораките кои се пратени и да ја слушнете за клетвата. Од таму ќе се обликуваат многу работи во наредните години и за Америка, а претпоставам дека и за светот. Повелете. Океј. Еве ја капата на Чичко Јанко, да не се секираш душа. Кога сум бил без капа, дечињата што ме гледале прашувале, а кај му е капата? Океј. Малце ќе се расположиме или ќе идеме со мракоите на современата војна? Да. За жал така е. Многумина се уплашени во овој момент дека сме на рап на Трета светска војна, дека војната помеѓу Техеран и Иран ќе ескалира и ќе стане и нуклеарна и ќе ги воведе сите земји поред. Слушајте ме, значи, внимателно собира факти, заклучоци излекувајте сами. Ја што ќе ги излечам не мора да се точни, но мој се. Зашто се работи? Еден од клучните воени двигатели во светот, позиционирањето на носачот на авиони Нимиц, кој беше во Јужното Кинеско море и кој беше доказ за одбрана, бидејќи моќта на силата, на форсот кој го има Нимиц, заедно со флотилата што е за него, со него, е неприкосновена. Да е, досега ќе беше нападната од кинезите или кинезите ќе го земеа Тајван, за кој смета. Но кинезите идат со друга стратегија. Они Тајван знаат дека е нивни, Тајван само будали може да го признаат за независен и кога тогаш Тајван ќе си легне таму. Ако не, како викаш ме другар, едно са бајле ќе се разбудат и ќе се вее кинеското знаме. Што се случило? Појма неа. Кина не мора да прати ни војник, не мора да прати ни ракети суперсонични, не мора да прати ни 10 абдалчиња у некоја си компјутерска играчница, секој еден по 20-30 дронови ќе вози, ќе им ги изгаѓа клучните радарски, противвоздушни и воени и ќе ги онеспособи со суперсонични ракети, подморниците, ако евентуално ги има. Но проблемот е што сево ова до сега беше штитено од Нимиц, кој Нимиц може цела планета да заштити, а не па еден остров. Но Нимиц завчера на изненадување на сите во светот го напушти Јужното Кинеско море и тргна кон Блискиот Исток. Тоа има неколку пораки.
дека со Иран сериозно ќе биде, нема да биде само театар, и дека we don't give a fuck за Тајван и за Кина. Единствено што е, што Кина не и треба имидж, еве окупиравме слободна земја. Бидејќи и таму е режим кој си тера некоја своја агенда. Инаку да ви кажам, дека еден од најголемите инвеститори во Кина е Тајван. Најголемите фабрики на Тајван, дали е тоа Asus, дали е Nvidia и свет, се тоа кинески, тајвански фирми. Имаат своји фабрики во Кина. Нонсенс е више да глуми, ние не сме, ова е Македонија, Бугарија. Не е така. Но, мислам дека Кина игра, знаете што, земја што го измислила кинеската тортура, значи не те тепа, не ти прави ништо, туку ќе те врзе, ќе те седне и ќе те остави капка по капка да ти паѓа на глава на исто место. Велат дека од ова нема пострашна тортура. Дека после извесен временски период во таква агонија полудуваш и го губиш животот, затоа што не можеш да се мрдниш, секогаш у иста точка, постојано не можеш да спиеш, не можеш да мислиш, не можеш да се контролираш, се губиш, се распаѓаш. Замисли, ова го измислиле пред 3000 години. Ние со погрешни луѓе. Ние мислиме дека русите се главни оти, пијат водка и се борат со мечки. Не, дечки. Не, дечки. Кина е она што највише светот се плаши. Бидејќи не знаеме Кина што сака да направи. Многу е мирољубива. Тоа е за сега нема збор. Но не знаеме. Западот е па конгломерат од многу култури и цивилизации, овдека е едно умие комунистичко. Тога и ја би се плаша. Значи, кога ги спомнав дроновите, дека е тоа навистина до совршенство отидено. Мислам дека никој не ги разви дроновите како што ги развија кинезите. Јас сега би сакал да се префрлам на мојот компјутер и да видите 30 секунди едно видео што прават кинезите со дронови. Уште еднаш. Вака малце за поплитките умови. Значи, ова не се светлосни ефекти. Ова не е ласер. Ова се дронови. Секоја точка што ја гледате е единечен дрон, која емитува одредена светлина. Нивната позиција, нивната светлина во една координација. Мислам, не можам само да замислам каква процесорска моќ, каква контрола и каква совршена координација имаат овие дронови, бидејќи прво мора да биде ова од едно место, ова не е контролирано од 100 места. И да ги произведеш овие слики, сцени во боја, дури и реалистични како холограм во 3D. Само овие неколку илјада дронови што ги гледате, кои се контролирани,
Што мислите кога војската би ги искористила да нападнат цели? Секој да има по 100 грама C4 полнење кој која ќе падне, а иди погоди дрон. Авион ќе погодиш, остава трага на, како се вика, на радарот. Но добро, ова се дронови со краток домет. Но ќе ви кажам дека Техеран беше гаѓан со дронови кои беа полетале од иранска територија. Значи Мосад, бидејќи заради физиономијата, јазикот, стилот, физиономијата, бојата на кожата, тешко се прави дистинкција помеѓу евреин и араб. Така што предпоставувам дека нивни луѓе, не предпоставувам, ова ми е сознание, ова го прочитав и затоа ви го пренесувам, дека навлегле длабоко во територијата на Иран пред првиот напад, во коли, имале во делови, дронови, кои биле распородени на X места кои биле таргет, а тоа е централите, атомските централи, каде се збогатува ураниумот за да дојдат до атомска бомба. Кога почнал нападот, можам само да предпоставам дека се тоа некакви сателити, дека е тоа, не знам, авакси со екстремно низок лак на комуникација, кои ги подигаат и од нивна територија, а во исто време праќаат ракети и дронови од израелска територија, која замајуваат целата противвоздушна одбрана. И овие додека им рушат дронови таму над Јордан или на влезот на иранската граница и слават, овие дронови прават директ хит на инсталациите за производство на збогатен ураниум. Никој веќе нема потреба од пилоти. Нема никаква потреба од пилоти да гинат. Но има потреба од геймери кои знаат со џојстик, знаат да бидат фокусирани 24 сата, знаат како се вози и да имаат дронови со таква перформанси, со таква компјутерска аналитика незамислива. Ова што го видовте од Кина не е само реклама, иако све ова што го видовте се реклами. Нели? Реклама за пензионерски дом, реклама за точак, реклама маз за хемороиди, реклама за ова, реклама за она. Ова е порака. Гледате што правиме со дронови. Гледате што можеме да... Замислите ако ова го покажуваат на 1000 дронови, дека може да ги контролираат. Можете ли да замислите дека еден брод кој ќе се доближи на некој 20 километри, да речеме, или подморница која ќе однурне, ќе се искачи на површината на километар од Тајван и во исти момент едно 3-4 такви лансираат по неколку стотици дронови во еден координиран напад како скакулци, како јато од птици. Кажете ми, како ќе го спречите? Со што ќе го спречите? Премала цел е да испраќаш Першинг или сам 400 или не знам кои системи за одбрана. Руците имаат перфектни, ама за ракети, за авиони, за бомбардери, а за ова? Со ласери, со ова, колку ќе фатиш? Значи, идејата е, не знам дали сте го гледале филмот Играта на Ендер или Ender's Game. Таму многу убаво се покажува како една борба со жртви на стотици и стотици илјади дронови за главното оружје да успее да пробие и да ја добие целата војна, целата битка. Многу е загрижувачки
па каков ќе биде одговорот од другата страна. Имено, да факт е дека иранската нуклеарна програма потекнува од 50-тите години, од минатиот век, која ја финансираше и развиваше Соединетите Американски држави за да воспостават еден баланс Кина, Индија, Пакистан, Ирак и така натаму. Иран тогаш беше демократија, идеше напред современо, но се случи револуција, се случи исламски фундаментализам и 79-та година се случи без преседан по меѓународното право, како дива орда навлегува во американската амбасада, ловеа луѓе, документи и ги држеа како заложници стотици денови. Имаше и пар неуспешни на Џими Картер, обиди со Блек Хок да ги спасат, нешто спасија, нешто не спасија, но тоа едноставно, дефинитивно ги раздвои. Плюс тоа, Иран, кога се позиционираше како непријател на Америка и ја прогласи Америка како свој непријател, се што правеше е финансирање на радикални терористички групи како што е Хамас. Во уставот на Иран од револуцијата 79-та стои дека целта на иранската држава е да го уништи Израел како држава. И тука веќе почнуваат сите проблеми кои ги имате до денес. Оправдано или неоправдано, вие ќе си заземете страна, многумина ја имаат заземено на демократско-социјалистичка страна, затоа што ги гледала страдањата на палестинските деца, што е апсолутно точно и од тоа нема бегање и за тоа ќе треба да се одговара израелската држава, но од друга страна испарија сите оние убиства, силување кои Хамас ги правеше претходно и кои ја иницира реакцијата на Израел. Хамас, терористичка организација, под капата на Иран и натаму убива, коле, израелци, евреи, деца, значи се она што го гледа. Од таму и потекнува тој осветољубив однос на израелската армија, која сите се чудат како може така да постапува во Газа. Но, ја не можам да ги знам сите факти, никој не може, но можам да прочитам некои анализи кои не знам дали се точни, но звучат интересни и би сакал да ги споделам со вас. Имено, памтам дека Виктор Трифуновски е еден од моите омилени гости на мојата публика, кој го баравте многу пати. Тој си замина во Америка како прав либертаријанец, каде што сака да работи на слободен пазар, најдобро како што знае и си замина за Америка, затоа што у моментов со сите мани нема подобра земја на планета за развој на бизнис, економија, создавање лична благодет и така натаму. Неговиот текст носи наслов Израел мора да победи. Година 1186, големиот војсководач Саладин со потекло од денешен Ирак веќе 10 години неуспешно се обидува да го заземе Јерусалим и земјата по име Јудеја од христијаните и евреите. Крстоносците кои постојано доаѓаат на помош не дозволуваат градот на Исус да падне во рацете на Саладин. Конечно, во август 1186 Саладин им нуди 10 годишен мировен договор на христијаните и евреите. Договорот се нарекувал Худејбија и подразбирал Ерусалим да остане во рацете на христијаните и евреите, додека за возврат Саладин добивал појас од мртвото до Средоземното море
појас кој завршува во денешна Газа. Христијаните и евреите мислеле дека конечно дошол мир, дури и папата во Ватикан престанал да мобилизира крстоносци. За тоа време Саладин почнува уште помасовно да се вооружува и мобилизира, односно да се спрема за нов напад без никаква најава. По само една година, септември 1187 година, Саладин почнува нова офанзива. Разоружени без никаква помош, евреите и христијаните немале никакви шанси да ги задржат ниту Ерусалим, ниту Јудеја, која Саладин ја преименувал во Палестина. На тој начин, земјата јудејска, каде Мојсија ги донел евреите бегајќи од египетските фараони, добива ново име и нови жители. Саладин станува херој, крстоносците се прогласени за агресори, додека Худејбија станува синоним за арапската мудрост и тактичност. Новите власти во Ерусалим донели нови правила, нови закони. Евреите и христијаните кои останале да живеат морале да преминат на ислам или да плаќаат џизја, тоа е данок за неверници. На јавни места евреите морале да носат жолта Давидова звезда, а христијаните жолта лента на левата рака, идеја која ја презема Хитлер многу векови подоцна. Сушност е измислена во Ерусалим по неговиот пат во палестински раце 1187 година. Евреите и христијаните не смееле да бидат носители на јавни функции, не смееле да поседуваат злато и други племенити метали, не смееле да се движат по сите улици и така натаму и така натаму. Оние кои ја напуштиле Јудеја негувале аманет, еден ден да се вратат со поздравот наредната година се гледаме во Ерусалим. Fast forward, 1948. Организацијата на Обединетите нации ја носи резолуцијата 181 за формирање на две држави, Израел и Палестина. На општо изненадување на цел свет, палестинците ја одбиваат оваа резолуција со ветување дека за секогаш ќе се борат за уништување на Израел. Од овде почнуваат сите проблеми. Палестинските напади се умисла дека еден ден Израел ќе го снема, се основниот проблем на Блискиот Исток. Израел делува само во дефанзива. Израел нема проблем со постоењето на палестинците и нивната автономија. Израел има сила за 10, 20, 50 пати да ги збрише од мапа и Газа и Западен брег. Палестинците имаат проблем со постоењето на Израел. Промовираат историски лаги, според кои наводно немало евреи на таа земја пред 48, дека таа земја као од секогаш била Палестина и така натаму и така натаму. Ништо од тоа нема врска со вистината. Сепак, во Ерусалим и околината на Израел не дошол веднаш. Израел не дошол веднаш. Се до 67 година, светиот град останал да живее како во среден век, со груба дискриминација на евреите и христијаните, затворен за остатокот од светот. Конечно, во јуни 1967 година, кога Израел е нападнат од три страни, тоа е таа позната историска војна, Израел го напаѓаат Сирија, Јордан и Египет. По неколку дена страшни борби, Израел организира контраофанзива во која се поразени сите три непријатели. Предпоследниот ден од војната, 6 јуни 67 година, израелскиот генерал Јицак Мордикај извршува падобрански десант на Западен Јерусалим. Од тогаш во Ерусалим може да дојде било кој човек од светот, од било која вера, од било која нација, било која боја на кожа, да се моли на било кој јазик, безбедно да се движи во било кој дел на градот, сеедно дали доаѓа како верник или турист. Слободен, безбеден и развиен Ерусалим значи израелски Ерусалим. Во 1993 во Осло е склучен мир меѓу тогашниот премиер Јицак Рабин и лидерот на ПЛО Јасер Арафат. Шокирани што палестински лидер ја признава еврејската држава, па уште и со подпис го верификува истото,
Радикалните палестинци му дофрлаат на Арафат: "Нели си свесен дека ги предаваш палестинците?" Налутен и гневен, Арафат со кренат показалец им одговора: "Сетете се на Худејбија." Така и беше сторено. Неполни 10 години по договорот во Осло отпочна втората интифада. Неколку години подоцна Хамас комплетно да ја преземе власта во Газа и Западен брег. И од тогаш нема повеќе никакви избори. Хамас владее без легитимитет. Во неговиот устав стои дека Израел мора да се уништи, исто како и во уставот на Иран од 79-та. Со еден збор, тие политики не можат да постојат во мир, или ќе бидат уништени, или ќе создадат глобални проблеми. Затоа, немојте да ми мафтате со слики од расплакани деца, со лични трагедии и срцепарателни приказни. Се додека постојат Хамас и теократскиот режим во Техеран, мир нема да има. Против нив се мора и да све е дозволено. Ова е текст на Виктор Трифуновски. Човек кој беше гостин овдека и неговите емисии многу позитивни реакции има од вас. Океј, добри сме? Супер. Да не има земјотрес? Нема. Океј. Од ова, каде наваму ќе идеме? Драги мои, ескалацијата на војната помеѓу палестинците и израелската држава започна кога Хамас влезе со ракети, со десант на израелска територија, убиваше млади луѓе, особено на таа техножурката, ги силуваше, цели села, значи од деца до најстари беа испозаклани, со такви крволочни. Се сеќам дека уште преклани кога ги читав првите извештаи, викам, ова не е освета од омраза, ова е да иницираат омраза кај израелците, со тоа што Хамас свесно го жртвува својот народ, палестинците, за да трпат освета, за да ги има овие снимки и да вие ги мразите евреите на исти начин како што Хитлер убеди добар дел од жителите на планетата да оправдаат убивање на евреи во концентрациони логори. Не ја држам страната на еврејската држава, но не ја држам ни палестинската. Немој мене да ме убедувате дека едните се жртви, а другите се крвници, затоа што и едните и другите многу пострадаа во сево ова. За сево ова финансирање на Хамас стои Иран. Затоа и иранската нуклеарна програма е апсолут да се уништи за израелската држава, бидејќи во првиот момент, они тоа го знаат, првиот момент кога Иран ќе направи нуклеарна бомба, у истиот момент ќе ја фрли врз Израел. Без да размислува за мене, за тебе, за последиците, па ни за палестинците. Сето тоа ќе биде оправдана Аллаху Акбар жртва во името на Аллах. А нема религија што е воинствена и што сака дури неверниците вака масовно да бидат заклани или убиени. Друго ќе беше да Иран беше демократска држава, друго ќе беше да Иран нема во устав уништување на друга држава. Ниту Израел ќе беше вако. Инако имам податок дека Израел има околу 80, преку 80 нуклеарни боеви глави. Иако официјално нема ни една.
Но било која арапска земја да има нуклеарна бомба, таа ќе употребеше против Израел. Израел не употреби против никого до сега. Океј, тоа е дел од приказната што ја имам, тоа е дел од она што се случува. А еве ви еден најдобар пример. Шарените Сорос социјалдемократи се организираат во светот да идат помош за кутрите палестинци, на кои секако дека им треба. Грета отиде, па ја фатија со еден куп активисти на Хамас, па она се вадеше, плачеше, молеше, дека не знаела дека тоа биле Хамас, бидејќи Хамас е прогласен за терористичка организација во цел свет, па и во Европа. Но погледнете го ова. Ова се Сорос, социјалдемократи, може да го исклучиш тонот, нека иде во луп. Значи, ова се кои тргна преку Египет да идат во Палестина, да идат во Газа да помогнат. Но овие што ги тепаат се египќани. Ја првен се зачудив, заре можно да египќаните не ги сакаат палестинците? Не! Египќаните не ги сакаат Сорос, не ги сакаат шарените. Зошто? Затоа што паметат што африканската пролет, арапската пролет им направи пред неколку години под водство на Обама. Колку христијани, колку египќани беа убиени. Ова се истите. И овие сега гледате ги како пиштат, ама ние сакаме добро. Ги тепаат како магариња, затоа што не забораваат какво зло се. Либералните демократи се зло на цивилизацијата. Во името на, како викаат, во името на доброто, поплочуваат патот до пеколот. Да, нека размислат друг пат каде и како ќе идат. Бидете убедени, не бидете, убеден сум, дека ни Русија, ни Турција, ни Кина ќе се жртвуваат и ќе влезат во директен конфликт со Израел и со Соединетите Американски држави во врска со овој нивни конфликт. Но, има еден интересен податок. Како и секоја земја на планетава имаат интернет, освен Северна Кореја, која глуми дека има интернет. Тој интернет е ограничен. Иде низ сервери кај што не можеш да видиш одредени работи. Например, жена со коса, порно сајтови, ќе речеш ова и добро. Ама не можеш да прочиташ што пишува BBC, што пишува DDT, што пишува CNN, што пишува Fox, што пишува овој, што пишува оној. Не можеш дисидентите што се од Иран да ги читаш, туку само она што партијата дозволува да се збори и да се слуша. До толку се заостри ситуацијата да целиот интернет во земјата беше исклучен поради безбедносни причини. Елон Маск дозволи Starlink да биде бесплатен за Иран за сега. Да иранците имаат слободен проток на информации ако успеат да земат сигнал од сателитите на Starlink. Зошто е ова можеби помоćно оружје од што ракета? Затоа што освестен народ, кој ја знае вистината, кој знае како светот гледа, а не како партијата ти кажува, он сам ќе ја направи промената. И така треба да биде. Можеби единствена иницијална каписла би било убивање на лидерот.
Но Доналд Трамп децидно кажа, немаме намера да го убиеме лидерот на Иран, барем не за сега. Значи му остава шанса како ќе игра понатаму и како ќе заврши цела ова игра. Во меѓувреме во оваа игранка исчезна Украина. Го гледав како квичи Кутриот Зеленски, кој вика ги доживуваме најстрашните напади на Киев. Никој не збори за тоа. Сите се на Блискиот Исток. Дури да си помислиш дека цела оваа рашомонијада што се случува помеѓу Израел и Иран пресериозна, е само да се дофокусира целава работа за да се завршат работите, бидејќи во Украина у овој момент со години е тоталитаризам. Нема демократија, нема избори. Само едно. Една партија, еден лидер. Толку. Па чекај, дечки. Проблем имаме, нели? Мислам дека ако таму ќе се решат работите онака како што и беше на самиот почеток, каде што Обама и Бајден одлучија дека им е поисплатливо војна да терат, а тоа е 3 града украински ќе припаднат на Русија, тоа е факт. Русија ќе побара Украина никогаш да не биде дел од НАТО и тоа ќе го добие и да се заборави Крим. А украинскиот народ за 5-10 години, ако нешто колне, плюка и рка, тоа ќе биде предавството на Зеленски. Да. Затоа што се во ова не мораше да се случи, можеше да се одигра многу попаметно, можеше да си ја позиционира Украина како Швајцарија меѓу сите тие земји во еден балансиран однос со Русија, да Русија нема никаква причина да за војна интервенција. Се сеќавате ли за зградата во која масовно колење на руси беше од фашистичките трупи на Украина пред да почне војната? И после тоа пак немаше интервенција на Русија. Доколку беше толеранцијата за да не започне? Не нарачкајте. Оти кога ќе тргне, многу тешко се запира. Но Европа со либерал-демократи во Германија, во Франција, во Данска, кој поважно име во Украина да продолжи војната, одошто да се развиваат економски, просперитетот, се откажа и од ефтини горива, така да се потешки им се зимите, се поскапи им е животот и се подоли им е економијата. И натаму Германија е број 1, нема збор, ама не е како што беше. Велам, ова се игранки кои се играат и кулминираат и со нешто друго. А тоа е, дечки, ова е многу драматично. Во контекст на се во ова, ја издвојувам и оваа вест која ни дојде од амбасадорот на Србија, на Соединетите Американски држави, господинот Кристофер Хил. Балканците сами да си ги решаваат проблемите. Студен туш од Соединетите држави. А главниот проблем секако е што во светот се случуваат други работи. Веќе не живееме во 90-тите, живееме во сосема поинаква ера, вели поранешниот амбасадор на САД во Србија. Поранешниот амбасадор на САД во Србија, Кристофер Хил, во интервјуто за Радио Слободна Европа изјави дека не очекува САД да интервенираат во решавањето на проблемите на Балканот, вклучително и спорот меѓу Белград и Приштина. И нагласи дека Приштина мора да продолжи со формирањето на заедницата на српски општини и дека Белград има своји задачи. Хил нагласи дека меѓусебното признавање не е на маса, туку дека тоа е нормализација, дека верува дека ЕУ ќе излезе со прилично сериозен предлог
во Охрид во кој треба да се разгледа, пренесува Танијок. Мислам дека САД ќе се потрудат да им кажат на земјите на Балканот да почнат сами да си ги решаваат своите проблеми. Мислам дека луѓето се малку уморни од тоа во време кога земјите доаѓаат кај нас или во некоја западноевропска земја, жалејки се од својот сосед. А главниот проблем секако е што во светот се случуваат и други работи. Не живееме во 90-тите, живееме во сосема поинаква ера, вели Хил. Знаеш што значи тоа? Тоа значи оние безоблични безарбетници кои својата политика ја обликува исклучиво преку Сорос, кој фала Богу више не е во Македонија, и со дозволи, со идење и со бакнување рака во амбасадата горе на Кале. Но гледате дека Кале како убаво се дистанцира. Со време полека и таа збирштина од луѓе нивни кои се исклучиво од една партија, па дури и еднонационални, ќе почне да се растура или ќе мораат сериозно професионално да работат. Што значи дека Али Ахмети која ќе се закани дека ќе искача на улица, тоа значи дека Македонија ќе го решава тој проблем. Нема да биде поддржан со климатизирани автобуси. Нема веќе. Ова е пораката на Кил. Ова е пораката и за Косово. Ова е пораката и на Босна. Ова е пораката за сите радикални елементи, вклучително и исламските фундаменталисти, кои беа арогантни, надевајќи се на безусловна помош од Соединетите Американски држави. Очигледно дека работите ќе бидат. Не знам, нема преку ноќ да се случи. Но, еве, само запрашајте се. Бонд Стил, има уште некој таму? Прашувам, дали има американски маринци таму? Кај се американските војници од Бонд Стил? Не се у Германија, у Романија се. Јанкино, врска немам. Дечки, слушај ваму, рано е за слушај ваму. Отвори Вибер на компјутер. Нели не чини бе, шо прави се ова Елон Маск? Пак ракети праќа. Тебе 7000 сателити има. Ај, чекај полека вака. Не. Ти е надиран се. Значи, треба да разбереш. Околу целава планета веќе SpaceX има околу... Чекај, ќе го прашаме ChatGPT. Да не се правам паметен. Еве, ни Грок да не го прашувам неговиот. Колку сателити има околу планетата Земја? Чекај сега. Одговори ми на македонски јазик. Му нагласувам да не му текне бугарски или не. Компанијата SpaceX има лансирано над 6000 сателити во орбитата околу Земја, кои се активни повеќе од 5000, според податоци 25. Зголемување треба да бидат уште 12.000 и максимално треба да има во иднина 42.000. Сега, дајме у студио. Многу едноставно да ви објаснам. Значи, до сега, вие кога со сателити фаќавте, ќе стаите и барате Астра кај. Па подесувате, па таму е точка и фиксна. Не мрдај.
Сателитите на Елон Маск, SpaceX, се во ниска орбита и се движат. Не се во геостационарна, како другиве сателити. Например, стои точка надовде и не мрда. Земјата се врти, но ти го гледаш секогаш сателитот под тој јагол и тоа е тоа фиксно. Овие се и самата антена која е многу мала, стално бара 3 сателити Starlink во моментот кој се разминуваат. А тие летаат вкрстено, еден под друг, над друг и така натаму. И затоа има толку добар интернет. Како се прави? Мапата. Значи, они се сите вклучени. Они меѓу себе комуницираат. Тоа фршти интернет. Има не знам колку милиони претплатници. Чекај се. Колку милиони претплатници има Starlink. Шест милиони претплатници во 140 земји. Thank you very much. Океј. Импресивна бројка. Сакам да кажам, тие сателити ниеден не стои над една земја. Има некои по траекторија идат и преку Иран. Но, кога ќе дојдат до Иран, никој од територијата на Иран и да има Starlink антена, не може да ги користи, бидејќи софтверски не се дозволува на таа територија, на таа земја да тече интернет. Откако ја вклучија цензурата иранските власти, Елон Маск го отклучи чекмеџето и даде бесплатен интернет во Иран, за да имаат нецензурирани информации. Тоа оружје, вистината е многу појако оружје од што било што друго. Тоа сакам да го нагласам и да го кажам. А иначе, факт е дека у моментот изгледаше дека железната купола попушти. Тоа е оној систем за воздушна одбрана на Израел. Затоа што ракетите на Иран успеа да погодат многу цели во Израел. Еве, например. И тоа во орешник стил. Ова што го видовте. Дали потфрли, дали е игранка, дали додека Иран се радуваше во возвратната, овие за тоа време пепел им ги направија нивните фабрики, постројки за прочистување на ураниум и правење. Има уште многу за конфликтот помеѓу Иран и Израел, особено негде во 80-тите години, веднаш по Исламската револуција, по новиот устав во кој беше главно уништување на израелската држава, на еврејската држава. Започна да го забрзаа процесот на фабриките кои ги имаа веќе претходно направено од американците, да произведат, да прочистуваат ураниум за да дојдат до атомска бомба. Никој не им даде, ни Русија, ни Кина, нити смееја, затоа што знаеа дека преопасно ќе биде и за нив, но беа многу блиску да произведат атомска бомба. Без ничие знаење. Еве го сега, Flight Radar да ви го уклучам. Сите го знаете. Апликацијата на која плачете кога ги испраќате вашите негде у мајчину. Еве во овој момент како изгледа во светот авиосообраќајот. Секоја оваа жолта точка е некој авион. Во овој момент гледате дека над Ирак, Иран нема ни еден авион. Освен кој е овој? Ово е без ознака, Boeing 777, нема регистрација, нема ништо. Најверојатно некоја
а влегува во воздушниот простор. Интересно. Значи, транспондерот му е уклучен, а овој Туполјевот, ова е руски, Азгабад за Туркменистан. Тука ќе врти. Не верувам дека и Боингов ќе влезе во Иран, тука е до граница, што најверојатно може да се работи за некаков воен авакс. А ова е лет преку Касписко море од Лондон за Бенгалстру. И сега, замислите вака, гледате некој лет, некој авион голем и вика, што авион е ова? Airbus е 380, одлично што го најдов. Тој е најголемиот авион во свет, патнички. И лета овој, значи нема војна, нема ништо, и лета од Израел на радар, значи 80-ти години, не знам, тогаш Боинг 747, лета преку Ирак, бидејќи тука има летови, и контролите на летање го гледаат на своите радари дека е тоа Боинг 747 на авиокомпанијата JAT и дека лета на релација од Белград преку Телавив преку до Техеран. И тука нема никаков проблем. Додека они летаат така, радарот го следи, бидејќи има транспондер и гледа авион на радарот кој кореспондира со она што е ознаката и дека е авионот. Но во суштина се работи за неколку ловци, фантоми, израелски, на израелската армија, кои летаат крило до крило со часови да оставаат трага дека на небото има, на радарот оставаат трага дека на небото има еден авион. Се до моментот додека не дојдоа наддиран и блиску до, да речеме, некој од постројките, кој знае каде, кој знае која, еве Хаџу Шајес Airport, да речеме, се разбиваат, ја разбиваат формацијата, ја бомбардираат целта и веднаш, значи тоа трае неколку секунди и веднаш бегаат назад да противавионската заштита, која Иран ја има тогаш, делумно американска, делумно руска, не успеваат да соборат ниту еден авион. Тоа е позната операција, тие воени пилоти се херои. Тоа е нешто неверојатно, бидејќи, знаете што, не е тоа директна борба, туку замислете колку нерв треба да имаш, каква смиреност. Значи, не треба летот неколку часови, тоа траело 5, 6, 7 часа. Тие брзини, требал да вози со 900 км на час и таа е максимално за патнички. И сите турбуленции да бидат до крило до крило, крило до крило. Тоа е опасно. Но успеале, го направиле тоа и со таква мудрост, еве да речам, ја прелажале воздушната одбрана на Иран. И повторно ја прелажа овој пат со тоа што дроновите не полетаа само од Израел, туку полетаа од иранска територија. И тоа се работи кои ќе се проучуваат во иднината како уметност на војувањето, како што ќе се проучуваат, се сеќавате за моторолите, пејџерите што им експлодира на сите членови на Хамас. 1000 пејџери им експлодира во раце, во торби. Некој убија, некој осакатија. И тоа операција траена со години. Така што Израел многу сериозно си ја сваќа одбраната на земјата и не се опушта се додека постои Иран, се додека постои Хамас. Океј, драги мои, има уште многу работи на оваа тема што можат да се раскажуваат, но
тие што се ситат тешко дека ќе доживеат нешто такво. Ние само можеме сер да си фаќаме дека во Дубај се запали облакодер. Не дека се радувам, ама според политичките состојби кои се во Македонија и нашите политички криминалци кои се поврзуваат со овој град, сеирот е голем. Океј, благодарам режија. Со една песна која предизвикува многу нервоза кај грците, како овој Джим Неш кој стално пишува кај мене Македонија из Грис, а тоа е нема село, место во Егејска Македонија кај што сега не се пеат песни. Ова е традиционално време кога народот се збира и си пее македонски песни. Само плаче мајка Егејска, само плаче Македонија. Значи, македонците во Егејска Македонија пеат плаче мајка Македонија, Егејска за тебе и така натаму. И ова значи две работи. Грција, колку и да ја критикуваме, е демократска земја која го дозволува ова. Не се среќни, не име убаво, ама нема избор. И тоа е добро. Затоа што од овие луѓе нема да бидат терористи, ама ќе бидат патриоти. А зошто ќе бидат патриоти? Ти го негуваат македонскиот јазик, македонскиот мелос. А во Скопје што пеат? Отишо си, сарму пробони си, убидете и дојди да остаримо заедно. И тоа е просто неверојатно. Скопјани се само македонци, не? Слушаат било каков шунд, а таква музика па не може да припари во Грција. Не само кај македонците и гејците, воопшто. Има една добра работа дека шундот, дека турбофолкот полека замира, новите генерации се заинтересирани за нешто сосема друго. Но за тие некои нови музики кои имаат по 2,5 милиарди преслушувања во некое друго издание. А сега, слушај ваму и лека ноќ и пријатно од мене. Здраво, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Не ми е драго што овој пат нема да се задржам претежно на домашните теми. Слушај ваму е наменета пред се на анализа што она се случува во нашето општество. Бидејќи како мала земја со мало влијание, малку можеме да влијаеме врз ситуацијата во светот, но овој пат не може да се премолчи. Драги мои, не знам дали треба да ви кажам добре дојдовте во новата светска војна или малце од дистанца треба да ја погледнеме цела ова работа. А ако се зумираме, не дај Боже, воопшто не се добри работите. Воопшто не се добри работите. Имено, знаете за што говорам за она што се случува на Блискиот Исток, се случува некое време, имено кризата Газа со палестинците, Хамас, нападот и така натаму, и најновата ескалација, прва од како е Доналд Трамп на власт, а тоа е нападот на Израел врз Техеран. Сега, Техеран се знаеше дека нема да остане без одговор, се знаеше дека ќе одговори и одговори. Како изгледаше тоа?
во само неколку секунди ќе ви стане јасно. Имено ова што го гледате е состојбата и ситуацијата што се случуваше првиот ден по нападот на Израел врз нуклеарните постројки во Иран и реакцијата на Иран со навистина огромен број ракети, дронови и така натаму. Имено скоро кога имаше таква една ескалација помеѓу Израел и Иран, Iron Dome, така наречениот систем за заштита од воздушни напади на Израел или железната купола која е составена од, мислам дека е тоа во моментот еден од најсофистицираните противвоздушни системи за одбрана, но како што гледате тие беа пробиени. Зошто пробиени? Имено, колку имаш посовремена и пософистицирана опрема за побрзи, посовремени ракети, се потешко можеш со ракети од разни категории или дронови од пониска категорија да ги пресретнуваш. Дали потврли или им беше или им беше хакнат системот, не знам. Иако во секој случај може они смета дека е тоа успех бидејќи навистина малку жртви имале, цели не биле погодени, но ова што го видовме е гаѓање на цел на противвоздушната ракета, имено противвоздушната одбрана. Ако уште едно само го загледаме овој момент, океј, очигледно некои видеа вакви кои ги направија приватно и исчезна од социјалните мрежи, ја го чував неколку дена, но ова се гледа како директно удира во Тел Авив, а уште еднаш можете да го погледнете самото лансирање, гледате, тоа е противвоздушната одбрана, кога лансира, но секунда после тоа не успева да го заштити. Зошто? Што се случи? Тога е целата работа. Дали е намерна игранка? Дали сите овие војни се некаков театар? Ја би сакал да се, но се плаќа со човечки жртви и со навистина матна цел. Доналд Трамп дојде како председател кој единствен не започна никаква војна, вети дека двете ќе ги прекине, а сега има 3. Не успеа во Украина, не успеа на Блискиот Исток и ова му се разви со Иран. Така што ситуацијата е прилично драматична. Во овој момент во Соединетите Американски држави стотици илјади протестираат против Доналд Трамп, особено против неговата вчерашно денешна така наречена парада по повод 250 години од формирањето на армијата на Соединетите Американски држави. Можам само едно да заклучам. Армијата на Соединетите Американски држави е една од најголемите, најсофистицираните и најразвиените во светот, но со парадава навистина се избрука. Имено, очигледно е дека нити не беа подготвени едноставно. Војниците не беа така дисциплинирани како што тоа го гледаме во Москва, кои секоја година вежбаат, преку цела година се подготвуваат. Тоа беше некако наврат на нос, но и додека траат подсмевите до Доналд Трамп и републиканците за ова, јас ви велам, слушнете ја само за клетвата и што е кажано. Таму се пратени сериозни пораки со кои Сорос демократите малце тешко ќе излезат на крај, како што тешко искачаат во Лос Анджелес и во слични места. Со депортација на криминалци кои ги депортираат назад во земјите. Имено Рон Десантис во Флорида излезе и рече: ако некој, почитувани возачи, ви излезе на пат и ве блокира слободно, газете го.
Затоа што таа ситуација почнува да станува се подраматична, а да се злоупотребуваат со разноразни хистерии, па да се направат некакви ситни политички поени, колку да има некаков наратив против Доналд Трамп. А каква е ситуацијата? Имено, знаете дека Грета Тунберг тргна со конвој, со бродови, да иде во Газа, да им помогне на кутрите настрадани цивили таму. И што се случи? Ја фатија, ја депортира и покажа и докажа дека со неа биле симпатизери на Хамас. Пазете, Хамас се оние кои први ја почнаа војната, кои масакрираа тие младите што беа на таа техножурка во пустината, кои силува, обезглавува. Да, после и израелците за жал на исти начин вратија безмилосно, но Хамас не ја поднесе вината, он свесно си го жртвуваше својот народ. Со која цел? Еве целта да ја видиме. А има едно драматично видео кое ми се појави и кое сакам да го споделам со вас, а тоа е уште една група на, да, го слушнавте веќе викањето, тоа е една група од шарени демократи од Европа, кои тргнаа исто така, само овој пат преку Египет. Најверојатно до Хугарда ваму таму да се посунчаат ли што да направат, ама еве ги да ги видиме и слушајте го мојот коментар, затоа што не знам дали ќе ви стане јасно. Ова, во овој момент, ова се активистите кои седат доле и кои сакаат да отидат да им помогнат на палестинците, а околу нив се египтјаните. For your convenience, секој видео го пуштам два пати или три пати, бидејќи е прекратко, за да убаво видите да не испадне после дека нешто ви извртува. Египтјаните ги грбават од ќотек шарените. Зошто? Не ги мразат египтјаните палестинците. Но овие добродетели кои зедоа ќотек, сериозен ќотек, беа исфрлени, беа понижени, се истите оние од истата организација Сорос, Обама, демократи, кои им ја направија арапската пролет. Арапската пролет во Египет беше крвава, без никаков, значи едноставно го пореметија цело општество. Стотици, ако не и илјади христијани беа заклани. Земјата беше доведена на раб на граѓанска војна. Либија, знаете што се случи со Гадафи. И египтјаните, арапите не го забораваат тоа. Ама знаете, ние сме американци, ние сме ваша помош, ние ви помагаме. Немаат представа какво зло. Ја често пати сум мета на напади, но ќе ви кажам, демократите и Сорос е најголемото зло после Втората светска војна, после Адолф Хитлер. Толку многу војни, толку многу конфликти, толку многу поделба во општеството, а се во ова резултира се повеќе и повеќе на Блискиот Исток и гледате реакцијата кај луѓето. И што да ви кажам? За жал, ова е светот денеска. А ја би сакал да се радувам, со работите што се случуваа во Македонија. Како, например, конечно, она руглоно наречено Македонска радиотелевизија, каде вадевме документи на ништо што не личеше, успеа, конечно, барем еден дел да реконструираат од шалтерите, да делува човечки. Иако ова според мене не е доволно, бидејќи
не се дигитално одбележани, нема бројки, нема земање на бројки и нема обележување кој каде треба да стои. Ние сме стока народ и мора со камшик да ни се каже. Ова е можеби вака систем за некоја нордиска земја кај што луѓето се по дефолт учени да каде треба да се застане, што треба да се направи и така натаму. Ние малце тешко ни оди тоа. Пуштен е автопатот Свети Наум Охрид, Свети Наум. Шарените во Македонија квичат, ама не е пуштен, тој одамна е направен. Не, дечки, тоа не беше пат. Александар Николовски, вице-премиерот и министерот за транспорт и врски, вика, овој пат е направен, последен пат е асфалтиран, нешто е правено на него во времето на Васко Карангелевски. Па сега, замислете си, избројте си колку децении е, па и повеќе, многу децении е кога тој пат е. А ние еден од најважните. Врти сучи ние што ќе отидеме до Охрид, дефинитивно ќе отидеме и до Свети Наум. Нам Свети Наум ни е, како да ти кажам, светилиште. Не може, ја не знам да не сум отишол, да сум отишол во Охрид, да не отидам до Свети Наум, да се поклонам, да отидам да ја видам таа божествена убавина. И имам најава дека до Петров ден ќе се пушти киче во Охрид и дека патот конечно ќе профункционира. Спремен сум да трпам, а после сум спремен да изгорам 3 резервари гориво со мојот автомобил, затоа што ако не само за годишен одмор, туку и за секој викенд ќе одам до Охрид и назад, затоа што ќе биде тоа друга песна. Стратешкиот партнер, дали приметувате како се затнаа, како прекина јадењата на бурек, како исчезна од етерот, ветерот и вестите, ама британците вакви такви ни дале пари, што ќе правиме. Како бе што ќе правиш кога добиваш пари, кога добиваш кредит да направиш нешто историски значајно за својата земја. И ова не е се. Знаете, ги следев владините представници кога идеа во Дубај, па од Дубај како Николовски отиде во Лондон, викам, што мајка бара сега во Лондон, а сам отиде. Па се врати и така натаму. Кога излезе ова со стратешкото партнерство, чудно ми. Знаете каде сега ќе иде Николовски? Во Париз. Николовски е практичен. Он е, како да ви кажем, они се со премиерот Мицкоски едно тело. Ако отиде Мицкоски е поголема фрка, а вака се подготвува теренот за нешто големо. Што? Нов стратешки партнер на Македонија? Не, стварно не знам. Но поучен од како се развива работите претходно, човек стварно да се замисли. И драго ми е, кинат патики, кинат петици и стварно се обидуваат нешто да направат. И тоа навистина многу ме радува. За разлика од некои други кои, знаеш, инвестираат во Дубај, ќе правеле ово, она, а Дубај не е баш весело место во последно време. Мислев дека го гледам Тел Авив, оно Дубај да ти било. Абе, малери се, кај стапнат, трава не расте. Црн хумор. Па сега, знаеш како, мене барем ми е дозволено малку да јадам буреки, да го карикирам сето она што го гледам и да си го анализирам на мој начин. Ја не сум да се држиме стрикно, ама знаеш како, случајностите мене баш ми се сосема добри. И само уште ова. Памтам, како нема да памтам, скоро беше, само што, знаеш кај нас, 2-3 дена, и кога сватија дека се закачаат со Обединетото кралство, си ја запнаа муцката шарените. Имено,
Знаете што беше главната фрка кога беше? Дека тоа ќе се отварале во Македонија бегалски кампови. Ја имав прилика лично да се сретнам, у очи да го гледам, да ми потврди вице-премиерот, дали на вистина има такво нешто договорено. Не. Потоа излезе и премиерот, вика, неќам да разговарам на темава. Но, како за крај и за гудбај, дозволете ми да ви го прочитам ова. Значи, косовската влада, ова го најдов како податок на интернет, косовската влада се согласи да смести странски затвореници од Данска во своите затвори, се согласи да прифати депортирани мигранти од Соединетите Американски држави и е отворена за разговор со Велика Британија за сместување на центри за мигранти во Косово. И сега, ја само едно треба да ве прашам, дали ви влегое у лејката шуплива на овие очаренива. Дали конечно ви стана јасно дека премиерот на Британија и амбасадорот на Британија не лажеа кога рекоа дека нема да се отвараат бегалски кампови и мигранти да се носат во Македонија. Тоа што се заќутеа, за мене е доволен доказ дека у тоа шупливата лејка им е долеано малце. Но, дека тоа Косово, која е една вештачка творба, заради која насилното правење на таа држава ги имаат проблемите со Украина и со Крим, тоа е сосем друга работа. А сега истото, знаеш, кога ќе направиш преседан во меѓународна политика, тоа после се префрла од едно на друго, на трето и крајот не можеш да му го фатиш. Но, ние можеме да си го фатиме нашиот крај. Да ви се заблагодарам за вниманието, се гледаме следниот пат. Ова е Слушај ваму, јас сум Јанко Илковски и набрзо уште една епизода.